Здраво, здраво. Уште една лекција поврзана со делови од тело. Ова е последна трета група делови од тело кои што ќе ги направам во овој серијал Бајмарц или на лекар, поврзани со медицински термини. И започнуваме со нога. Das Bein или die Beine, нозе. Колено е das Knie. Стапало, der Fuß или во множина die Füße. Прсти на нога имаат посебен збор и за тоа ги учиме и нив посебно. Die Zehe. Тоа е прст на нога во множина die Zehen. Прсти на нозе. Ногт се вика der Nagel. Ногт. Глушт на нога се вика der Fußgelenk. Глушт. Тука во оваа група можеме да спомнеме и кожа. Кожа на германски е die Haut или во множина die Häute. Кожа. Коска. Der Knochen. Во множина би било die Knochen. Коски. Мускул. Der Muskel. Во оваа лекција можеме да спомнеме и за зглоб. Der Gelenk. Зглоб. Се надевам ќе ви бидат корисни овие зборови кои што ги имате во оваа лекција. Знам дека лекциите се пократки, меѓутоа по мое полесно е да се научат пократки лекции отколку да направам една поголема која што само може ќе ве збуни со големиот фонд на зборови. Вака мислам дека полесно ви оди на вас. Има уште многу и многу зборови кои што се поврзани со делови од тело, внатрешни органи, надворешни органи. Знам дека медицинските лица ќе сакаат многу повеќе да научат и многу повеќе знаат за тоа од мене и од сите нас останати кои што го зборуваме јазикот. Меѓутоа мора да знаеме дека не може се да се опфати во една лекција. Гледаме колку може да се научат прво основните работи. Доколку сакате повеќе да научите, постои скрипта германски за медицински лица кој што има опфатено повеќе зборови поврзани на оваа тема. Имајте убав ден. Чус! Скрипта германски јазик со медицински термини. Доколку имате потреба од дополнителен материјал, дополнителни зборови од делови од тело или материјал кој што е поврзан со медицина, пишете ни на нашиот линк кој што ќе го најдете во описот на оваа видео и нарачајте ја нашата скрипта со медицински термини за полесно изучување на германскиот јазик. Левел едукативен центар.